Се викам Стойко Стойков, ко-председател сум на ОМО Илинден Пирин. Тоа е граѓанска политичка партија во Република Бугарија, која што е единствената партија во Бугарија која што се бори за признавање на македонско малцинство. Дали съм бил мачен, архивите на Државна безбедност ќе дадат поточна информација. Те знаат дали се ме мачили. За мене беше удоволствие. Упорно се наметнува една лага дека ние сме некои непријатели на државата и на бугарскиот народ, дека ние сме сепаратисти, нели, дека сме екстремисти и секакви такви некои работи. До сега ние немавме никаква можност тоа да одговориме, да објасниме дека не е вистина. И нашата историја е такава, че искаме да признаат като малцинство, че има македонци в таа држава. Дали никогаш не почувствувавте страф од сето тоа што го поминувате и може би да едноставно да се предадете, нели почувствувате дека е полесно? Нема живо суштество кое да не испитва страф. И како човек и кај мене има. Ама народната мудрост ми е рекал дека којто се страхува од Бога, тој не се страхува од човеците. Зашто тој го има него за закрилник. А пак на нашите луѓе им зборувам дека кој го е страф од врапците, да не сади просо. Така че кај нашата кауза место за страф нема. А меѓу луѓето проблеми нема, бидејќи сите во Пиринска Македонија знаат дека постојат голем број, многу поголем од тоа што е представено во пописот, луѓе со македонска национална самосвест. Значи постојат. Проблемот е тоа што во училиштата и насекаде се изучува и тоа и на телевизија може се слушне дека такви луѓе нема, прво, упорно се тврди, второ, тие што кажуваат дека има се еден вид предавници и родоостапници. Тоа е многу навредливо и до сега не сме имале можност да одговориме. Нормално дека секој човек кој што се чувствува било тоа да е македонец, турчин, бугарин и така натаму, било каде да живее, сака неговите деца да го учат јазикот, литература на неговиот народ, освен официјалниот државен се разбира, да учат историјата, културата, бидејќи сега во последните 50 години во Република Македонија, да речем, има една многу богата литература создадена. Меѓутоа македонците што се живеат во Бугарија практично не ја познават.